Во рете, ако сакате, ќе зборувам и за тоа. Меѓутоа, еве, чисто да види јавноста. Ова е технички картон на заштитна маска. И заштитна маска. 86-та година. Кај вас во МВР. Тие се останате од вашето Па ако се останати, 7 година сте министер. Па 7 година, како не се употребуваат? Еве го, Борово, Југославија. Еве ја сликата. Нека види јавноста. Панцирото. Борово, Југославија. Министре, ова се протести од ваше време. Еве ги полицајците со капчиња. Значи ова се полицајците со капчиња и со шлемови. Зошто едни се со капчиња, другите се со шлемови? Ова од протестите за Монструм. Значи ова не го зборувам на памет. Не можеме така да ги третираме работите. Во рете тоа што сте вие реновирале, тука што кажувате. Друг начин, друго е прашањето како е тоа реновирано. Тоа многу добро го знаете. Затоа што таму каде што сте реновирале, сега поедини течат работи. Крововите течат. Може да се смеете колку сакате. Има слики за тоа. И тие слики ќе излезат. На крај ќе се види. Сега во делот на прислушкувањето, ако сакате да навлеземе, ќе поразговараме, ако сакате за прислушкувањето и за... Ако пријавете се слободно. Убаво е да отвориме дискусија, не е никаков проблем. Така е. Ќе седнеме. Вака сега. Сега може да дофрламе, јас би се произнесол. Прислушкувањето во 2018 година во јавното обвинителство до ден денеска не е расветлено. За тоа прислушкување зборуваме. Ако вие се навраќате наназад, ние можеме вака да се враќаме. И до Глигорија Гоговски можеме да стигнеме. Кој прислушкувал и како прислушкувал. Така? Сега. Не одговоривте за опремата која што е уништена од беспилотните летала. 2 милиони евра се дадени во 2020 година за сервисирање на тие летала, а вие ги сврливте од систематизација. Најсовремени летала, значи тие се креваат од Велес и гледаат доле Риса. Така. Каде се тие летала и зошто се уништени?